Имавме ли шанса да се запознаеме? Мислам дека Ана е прв пат на сиеста. Дали сум во право? Да? Да, јас добив некоја порака од тебе, Никола, и од Кирил, мислам. И од Кирил, да. Така. Преку Петар Поповски. Јас сум во Данска. Одлично. Јас сум социолог, работам на Copenhagen Business School веќе 10 години и сум професор по социологија на култура. И никогаш не сум, веќе одамна имам изгубено контакти со Македонија и баш ми беше мило што сте се собране, а особено што имам нов проект што само што го почнувам за научна фантастика, за crime fiction, science fiction and climate fiction во различни домени. Како функционира научна фантастика во инженерство и роботик дизајн, како функционира крими литература во полиција, тука во Данска работиме така, и како функционира, да речем, спекулативна environmental literature во социјален активизам и climate change. Значи ти си Нико кец на 10-ка, ова е ефтен погодено. Јас надевам дека од вас ќе научам, затоа што добив импресија дека поголем број членови на групата се или инженери, или математичари, или научници. И така што мислам, бев навистина заинтересирана да чујам од вас. Мојата идеја е дека научна фантастика има огромно влијание врз луѓето што одлучиле да се занимаваат со такви хардкор science професии. И ме интересираше да чујам од вас, знаеш, кои се вашите омилени книги, на кој начин влијаеле врз вас и така. Супер, мислам, убаво е што имаме вака нели некоја као матица околу која се вртиме, а Илина е многу среќна на повиков, значи Илина е со нас од самиот почеток, може беше и првиот гостин на сиеста. Од општествени науки ние и добро е секогаш кога ќе имаме малку повеќе луѓе што не се инженери. И ова ми делуваше као супер тема баш да привлечеме таков профил на луѓе. Не знам дали Ивица имаше шанса да ни се представи. Ивица, можеш да кажеш малку за тоа? Јас сум економист, работам како консултант за финансиски услуги, меѓутоа конкретно во овој разговор сум повеќе поставен како писател, значи работам на стрипови. Имаме заедно со Владимир Благовиќ веќе неколку извадено, конкретно овој сега следниот што излегува, Holy Hunters е science fiction. Така што во таа насока продолжуваме сега. Супер, многу ми е драго што си тука. Знам дека Ивица не следи подолго време, ама немаше можност да ни се приклучи, ама за ова специјално му реков, ќе збориме за научна фантастика. А инаку се имаме снимано со него и со уште еден блогер Крабверк, Бојан Николов, на неколку теми од популарна култура, ама претежно македонски песни, македонски албуми. За научна фантастика не сме имале муавет, така што баш ме интересира што ќе имаш да кажеш. Сега, за тие што се прв пат тука на овој формат, значи сиестиве варираат секоја втора недела. Една недела имаме гостин и е поструктурирано, значи тогаш нели имаме еден човек околу кого се врти дискусијата, а другите секоја втора недела ни се лежерни сиести и ова е форматот. И во основа, значи, сакаме да биде муабет меѓу фанови на одредени теми. Некогаш немаме тема, па што ќе наметне некој, тоа збориме. А сега се обидов, ајде викам да видиме ако наметнеме научна фантастика што ќе се случи. Мислам дека имаме джекпот тука, така што десетина сме, колку 11 луѓе. Обично тие кои што се со вклучени камери сметам дека се окей да ги прашам, а другите секогаш можат да отворат камера и да се приклучат. Предпоставувам дека сите на повиков сме фанови на научна фантастика и можеби ќе разговараме повеќе за социјалните импликации на научна фантастика, можеби ќе бидат чисто и препораки за книги, да видиме како ќе да разговарат. Во секој случај, кога размислував што би правеле колку за почеток за Icebreaker, можеби да дадеме една препорака за научна фантастика. Дали е некоја безвременска која што нели едноставно ви е најдобрата на сите времења, или можеби некоја научна фантастика која што во моментот ја читате, ја гледате и сметате дека другите треба да слушнат за неа. Дали одговара тоа као формат? Супер. Дали некој сака да скрши мраз?
Вака тогаш, одиме со препорака. Супер. Значи, не знам колку добро се гледала на камера. Ова е стрип, всушност. Научна фантастика е од 1967-68 година. Етернаут од Остерхелд и Лопес. Аргентинска научна фантастика. Значи, и практично идеална е за периодов со карантин, односно веќе малку помина, меѓутоа беше идеална за периодов со карантин, затоа што во него во стрипот као графичка новела во моментов се води, меѓутоа на времето излегува некако Флаш Гордон повестница секако. Паѓа снег, радиоактивен снег кој што убива се што ќе допре, и луѓето почнуваат да се собираат по куќи и чекаат да престанат да врне и така седат со недели и месеци и како што кажа идеално за карантин. Кажи, престанува ли да врне, не држи во неизвестност? Да, снегот е всушност напад од вонземјани кои што доаѓаат и понатаму развива со борба со вонземјани. И има доста тука малце политичка конотација, политичка врзана е приказната. Остерхелд е поприлично против оно што доаѓа подоцна во Аргентина и еден од оние што го снемува заедно со целото семејство. Вау. Така што, така. Етернаут. Еве, само што го пратив во чет Википедија линкот. Кул. Многу интересно, а искрено и не знам многу за аргентинска стрип култура, така што баш би сакал. Ова е идеален ентри, значи Остерхелд е баш од, да кажеме, нека група заедно со Бреча како цртач, се наврзува и со Хуго Прат, има соработки, така што Етернаут е одличен ентри поинт не само за јужноамерикански есев, да кажеме, туку и за аргентинска стрип култура, стрип сцена генерално. Ќе биде Netflix серија, не знам дали виде. Да, и тоа го знам. Да, ќе биде Бруно Стагнаро ќе го режира. Кул. Фала ти, баш интересно. Кај се наоѓа ова? Го има ли во академска книга? Во академска книга. Во академска книга, а на хрватски го има и во Бункер. Кул, супер. Фала ти. Ја мислам дека ова е супер формат. Баш би сакал и од другите да слушнам кој има да препорача нешто. И кога сме веќе кај Netflix серии и овакви стрипови, јас сега читам оваа The Old Guard. Има филм на Netflix и уствари не знаев дека е од sci-fi стрип. И после кога почнав да барам малце повеќе за ликовите, да не е нешто базирано на Марвел, појма немам, не знам. И видовме дека има и втор дел и затоа и купивме стриповите со супругата за да видиме што ќе се случи после, нели? Јас сум иначе скрос нов во ова график новел ствари. Ова ми е прва да ја купам уствари и да ја читам како sci-fi и имав една, му кажав на Никола, Logic Comics, што е од професор по информатика во Принстон, мислам беше, и од група на цртачи. Они прават као графикал новел, али е биографска за Бертранд Расел. Но за математичката негова страна, не за филозофската. Кога ја пишат Принкипија математика, со сите тие, значи логичарите знаат да одат до точка да се полудуваат самите себе. Тоа е многу добро објаснат во таа графичка новела и таа не е sci-fi, него е биографска. Тоа ми е единствено нешто го имав прочитано и ова е сега прв пат да читам уствари sci-fi новела што е базирана на Netflix и уствари Netflix ја прави врзоство на новелата и ми се допадна баш така интересно сценарио да група на Immortals што се борат во не знам, за некоја повисока цел за да спасуваат животи, не знам што. Но концептот ми е интересен како, сега е дека ви кажам како прават, ми има тука спойлер, да спорам да кјутам. Така да ќе заставам тука. Да, мене ова ме потсети на The Boys серијата што иде на Амазон. Не знам кој од вас ја гледаат, исто е според стрип.
и е нели пак некои суперхерои, меѓутоа темната страна на суперхеројството. Дали некој има гледано? Да. Што ќе кажеш, Ивица, впечатоци во споредба со стрипот конкретно? Стрипот сам само малку гледам читана, мислам дека серијата е подобро, да кажем, по-јасна, подобро поврзана и можеби поактуелна за нека работа. Така. Не знам, значи мислам дека е ова подобра адаптација отколку Причер. Некако повеќе ми легна, иако мислам дека Причер е поинтересна приказна, ама мислам дека телевизиска адаптација имаат подобро, поуспешно направено. А двете се од Енис, мислам, он е луд стрипаџија. Кул. Некој следен, значи прво, чудно е дека единствената препорака што ја видовме на мейлинг листата беше од Бранко и беше за Диспозес на Урсула Ле Гуин. Тоа би била мојата една препорака као научно-фантастична книга да се однесе на пуст остров. И она ми е веројатно омилениот научно-фантастичен писател, значи стварно е феноменална. Диспозес ја препорачувам на било кого, и српскиот превод е многу познат од времето Човек празник Шака. И не знам, мислам нејзините книги се стварно неверојатно пред времето и конкретно една од тие што на времето кога читав можеби не ми делуваше толку визионерска, ама во моментов е дефинитивно во Zeitgeist е Левата рака на темнината, Left Hand of Darkness. Затоа што зборува за gender issues на начин на кој што во 2021 делува многу по-прогресивно и многу по паметно од било што сум слушнал од воук идеолози. И мислам дека она стварно ги има погодено посебно тие джендер односи, како тие влијаат врз општеството, така што она ми е нај драг писател. Ја сакам и Маргарет Атвуд, некако ги ставаат во иста корпа, иако Маргарет Атвуд вика дека она не е science fiction writer, она е speculative fiction writer. Значи, во нејзините книги, се што она опишува може да се случи, технички. Не е во некој паралелен универзум, туку се случува на планетата Земја, ама под некои други услови. Не знам колку би се согласил со тоа, во секој случај стално имаше некоја тензија меѓу Урсула Ле Гуин и Маргарет Атвуд. Од една страна Ле Гуин пишува научна фантастика, Атвуд вика не, јас пишувам шпекулативна фикција. Меѓутоа ете и она и канаѓанка и феноменален писател. И од неа исто би препорачал неколку книги, Blind Assassin, која што можеби не е баш научна фантастика, ама нели тоа е поентата на Атвуд, и Handmaid's Tale, што според мене повторно е книга која дури во 2021 звучи посебно страшно. Така што ете тие социолошки импликации, можеби затоа што се женски автори, мислам дека женска научна фантастика е стварно извонреден жанр и топло препорачувам од нив две. Ова што го спомна за судирот помеѓу Атвуд и Ле Гуин малку ме потсетува воопшто на стигматизација генерална на жанровска литература во доменот на литературата. Ако кажеш дека не е ова баш научна фантастика, веројатно повеќе се оди да кажеме на фестивали за литература, да кажеме во литературниот мејнстрим ќе бидеш подобро припатен, додека пак Урсула Ле Гуин и повеќето SF автори се практично мод составени така на страна на маргините, а на долги стази се доста често многу повлијателни практично. Ако се гледа назад на SF автори од почеток на 20 век, дека од нив до ден денес се уште се трпат постојано влијание и тоа се продолжува како цела линија, да кажеме. Инаку сега да кажам, се сложам за Left Hand of Darkness целосно. Само што го споделив есејот кој што оди пред Left Hand of Darkness. Тоа е објаснувањето на Урсула Ле Гуин зошто се чита научна фантастика. И тоа е тоа што им го давам на сите кои што кажат ја не верувам нели во жанровска литература, не сакам научна фантастика. Ово есеј е стварно причината заради која сум фасциниран од тој тип на литература и нели делува дека овде веќе preaching to the converted, меѓутоа ако имате некој таков, пратете ми го ово есеј. Нема некои луѓе ја мислам имаат читано научна фантастика без да знаат. А и тоа. На пример најпопуларната научна фантастика е валјда 1984, што е повеќе нели дистописка книга за како може
стварите да излезат од контрола на лош начин, но таму има стварно, мислам, замислав за тоа како ќе изгледа технологијата за 30 години. Кирил, јас мислам дека живееме у научна фантастика. Онда не е фантастика. Не е фантастика. Па не знам, ова некоја ноќна мора со овој вирусот се што стана, веќе ова е стварно. Сега веќе Па ете, си ставив на еп да добивам важни информации за короната што доаѓаат, нели? И сега ќе го исклучам, пошто мислам човек стварно, мислам зборуват едно, зборуват друго, зборуват ова, нели? Ваму таму си викаш ова е лично. Ето, реалното покажността. Колку од вас го имаат гледано Counterpart, телевизиската серија? Counterpart. Не ми е познат, не. Мислам дека и Лина го има гледано, можда има и напишано нешто. Меѓутоа, значи, тоа е од тие моменти кај што не ти се верува. Значи, Counterpart е прекрасна премиса, стварно кул научна фантастика. И ако има една епизода од Counterpart што треба да ја изгледате, е за тоа како се случило, нели, почетокот на Counterpart. Што се случило во Источна Германија за време на Ладната војна? Се создава некој портал и се дуплираат световите. И одеднаш имаме два идентични света. Меѓутоа, во еден од световите и со креаторот на тие два идентични света има свој близнак, Counterpart, и вика ајде да направиме научен експеримент. Јас ќе купам една касета за ќерка ми, ти ќе купиш иста касета, меѓутоа јас ќе ја скршам мојата, а ти твојата ќе ја дадеш. И да видиме како тоа ќе се одрази на светот. И од тој момент се раздвојуваат световите, мали разлики по мали разлики, доаѓа ситуација во која во едниот свет се создава вирус, а во другиот свет го нема вирусот. И 2 сезони се раскажува приказната за да дознаеме што се случило со тој вирус. Бил респираторен вирус, убил 10% од популацијата во едниот свет. И во јануари 2019 година они го канцелираат шоуто. Значи престанува. Така што ја мислам дека ние живееме третата сезона од Counterpart. И стварно е неверојатно. И топла препорака, ете, одлична телевизиска серија што е стварно длабоко hard science fiction со одлични глумци, Оливија Вилијамс и Джейкен Симонс глумат двојници своји. И стварно е извонредна е. Веројатно најдоброто нешто од научна фантастика што сум го гледал во пандемија. Тоа оди нешто за идејата за Butterfly ефект, вајда. Па да, тоа е, нели, дека ситница може да со тоа што не оди многу во физичките импликации на се тоа, дава, нели, многу лаичко објаснување, еве се случиле два паралелни света. Повеќе јас за него дознав од Тайлер Ковен, значи Тайлер Ковен е овој Marginal Revolution блогерот, не знам колку од вас го следите. И он го опиша како најжирардијан телевизиска серија заедно со Дед Рингерс од Кроненберг. А Рене Жирард е овој филозоф кој што е многу влијателен во Силиконска долина, што опишува дека во основа на човечката суштина е миметика, имитирање. Ние сакаме да имаме нешто што некој друг го има. И Counterpart е идеалното, нели? Си гледаш двојник кој што има повеќе или има помалку од тебе во различни димензии и како последица на тоа се создава голема омраза и голема желба да се замени место со двојникот. Така што мислам дека е повеќе на тој начин научна фантастика, а не повеќе од физиката, теорија на хаос, Butterfly ефект и такви работи. Илина уклучи камера, не знам што значи тоа. Ја гледаше така, ја имаш гледано Counterpart? На мјуци? Ја гледав, да, и се согласувам ертен. А што се однесува до дефиницијата на научна фантастика, јас сум изгледа, Кирил, оние што ги спомна што цел живот читале научна фантастика, не знаеле, веќе за мене, например, некои од расказите на Рей Бредбери воопшто не се научна фантастика, туку се баш она што беше спомнато спекулативна фикција. Например, илустрираниот човек во тој антологиски расказ нема ништо од наука, ништо од технологија, а сепак спаѓа во тој жанр. И кога нешто би требало да препорачам од посовремениве, не од класици, тогаш тоа би било апсолутно Black Mirror. Можда не баш сите епизоди, меѓутоа од антрополошка и од социолошка, еве и колешката тука, гледна точка, апсолутно ненадминато нешто во последниве години, кој што ја опишува актуелната ситуација на човекот со технологијата и она во блиска иднина.
при тоа нема ништо, значи нема марсовци, нема униформи, чудни гестови или нешто ко од Стар Трек, нема машини што бипкаат, значи се е практично скоро исто како и во реалноста која што ја живееме, а сепак има благо поместување и временско и дискурзивно, кое што ти прави малце као нелагодно. Она што го гледаш не е нешто light years away, дека не знам, луѓе не патувале во вселената, а во филмот патуваат во вселената. Тука е, значи, истите телефони се, истите роботи, истите убици, кучиња, и практично некои работи во Black Mirror кои што ги имаше, после кратко време се појави као мејнстрим нешта. Посебно поврзани со вештачка интелигенција. И сега, како еден, нели се смеам за ова општествени науки, конечно, уште некој во групава, меѓутоа не е баш и дека не сме соработувале во минатото, па баш и на оваа тема. Значи, јас и маж ми, кој што е физичар, и ова го кажувам од повеќе причини, меѓу другото и као соработка на сопружници, што претпоставувам дека е исто така ретко, не само соработка помеѓу дисциплини. Напишавме во 2010 година еден текст за зборник кој што излезе во Србија, кој што се занимава со научната фантастика како со мисловен експеримент. Значи, текстот како лабораторија, така се вика нашиот текст, насловот на нашиот текст. Сега, искрено да ви кажам, не стигнав да го препрочитам, не знам што сме пишувале пред 11 години, но знам дека тезата беше дека бидејќи во општествените и хуманистичките науки не е така едноставно и не е толку безмеден да се прават експерименти со луѓе, нели? Практично ова е единствениот начин на шпекулирање за иднината на сигурен терен, на теренот на текстот. И во таа смисла анализираме неколку дела кои што тогаш ни се чинеле соодветни за таква анализа, кои што практично вонземјанинот станува совршен пример на другиот, или другиот под наводници. Но вонземјанинот не мора да е секогаш, пак ќе речам, кој игра бива во оние Микиев забавник порано што имаше, не знам за колку се сеќавате. Игра бива беше другарче на Мики и така вделуваше се неиздолжена фаца вонземјанче симпатично. Че не мора секогаш да биде тоа вонземјанинот, некогаш вонземјанинот може да биде и некој од друга култура, нели? Само затоа што е непознат. Така што, еве, не беше поентата, нели, да се фалам со мој текст, ама да се фалам со мојата соработка со сопругот и да се фалам со соработка помеѓу антропологија и физика во случај. Слободно, и ова е многу добро место да си споделиме што сме работеле на тематиката, така што ич нема проблем никаков. И искрено и се сеќавам на ова. Мислам дека го имаше објавено некогаш на Bookbox, сега ми доаѓа како низ магла. Ама не сум го... Не? Нешто ми е познато, ама не мислам дека сум го прочитал. Ќе го дзирнам. Дино имаше нешто да додаде. Да, сакам да се надоврзам на Black Mirror на Елина. Имаше една серија, гледам се 2017 е издадена, која што беше изработена од Channel 4 во Британија и има една таква слична атмосфера како Black Mirror. Не е точно Black Mirror, меѓутоа се серија од 10 епизоди и раскази, некои дистописки, некои не. Но сите раскази се базирани сите епизоди се базирани на раскази на Филип К. Дик. Така што би ја препорачал исто така кој не ја гледал, затоа што не знам колку сте имале пристап. Знам дека на Channel 4 ја дава, знам дека на BBC ја дава, меѓутоа за пошироко тоа не сум сигурен. Пуштиш линкче? Пуштив линкче до Википедија како се вика и зашто станува збор. Okay. А за каде да се најде вака онлайн? Па Google. Кире ние се снаоѓаме. Да. Инаку неписмените останавме до сега. Еве, иначе Кирил рече точно, јас и он се запознавме преку Black Mirror. На Twitter коментиравме.
Така што ете, има и убави работи од тоа црното огледало. Иначе, мислам дека Илина ми објасни од каде е името Black Mirror, значи се сеќаваш, бевме седнати у кој е она таму на Ленинова, мислам, концепт. Јас, ти, Игор Јакимов, мислам. И разговарявме за Рузвелтова е тоа, да, концепт. концепт, А да. не дека се сеќавам дека сме седели, дека сме го правеле муабетот, ама ти верувам. Има кој да се сеќава, не се Да не е сеќава. бил паралелен свет некој. Не, овој беше. Ако сме кај паралелни светови, баш Филип К. Дик е идеален за тоа. Баш ме интересира Дино што може да каже за тоа. Голем број од епизодите се такви. Тоа можам да ти кажам. Да. Не би давал спойлери затоа што сите имаат понекоја уникатна идеја како што можеш да претпоставиш. Ама не мислам толку за самата серија, колку предпоставувам за литературата, за текстовите. Значи, може мислам за Убик да зборуваме цел ден. Да, добро, се има символизам во Убик доста. Така што, да. А дали некој ги има гледано Men in the High Castle? Значи, тоа е исто според Филип К. Дик, ама не сум ја гледал серијата, чисто тоа е многу чудна книга. Значи, он ја има пишувано со некоја I Ching книга, значи нешто као без да знае како ќе оди следната приказна, тој користи нешто како, не знам што е, I Ching е некоја кинеска книга што е нешто као хороскоп, предпоставувам. Да. И врз основа на тоа одлучува како ќе продолжи приказната. А приказната е за свет во кој што нацистите победиле. И нели како би изгледал тој свет, со тоа што книгата е речиси нечитлива. Затоа што е многу конфузна. А не знам како е телевизиската серија, знам дека иде на Амазон. Серијата ја почнав, меѓутоа е негледлива, но не затоа што е комплицирана, туку напротив зашто е многу разводнета, значи отишле во сосема друга крајност. И е малте како да гледаш нека романтична драма, многу чудно. Кога сме кај романтична научна фантастика. Time Traveler's Wife. Пак женски автор, значи не знам, јас стално на научна фантастика налетувам на женски автори. Time Traveler's Wife е можеби најромантичната книга што сум ја читал. Приказната е за човек кој што не сакајки од време на време се поместува во различни периоди од неговиот живот. И некогаш се случува во иста временска точка да се најдат 3 верзии од него. И сите тие 3 верзии се заљубени во една жена. Така што пак со некоја counterpart тема, меѓутоа time travel е, совршен time travel е, значи стварно е консистентна time travel книга, што толку многу ја сакав, што првиот пат кога ја читав, стигнав до една точка, негде 90% во книгата и реков ова е совршен крај. Не може да биде подобро од ова, јас нема да ги прочитам преостанатите 10%. И ја прекинав книгата таму. За после некои 2-3 години да се вратам, да ја прочитам целата и да заклучам дека сепак крајот е дури подобар од тоа што мислев дека требало да биде. Така што топла препорака. Не филмот е за никаде, на овој начин, многу разводнет, ама книгата е извонредна. А инаку од филмови со патување во времето, дали сте го гледале сега Ситан Хока, баш го барам да се потсетам на насловот. Исто со враќање назад во времето пред 3-4 години. Predestination, да. За мене тоа е идеалниот time traveling филм. Cool. Не сум го гледал. Било што ќе кажам за филмот е спойлер, така да, значи тоа е лектира. Мене Лупер ми беше добар time travel science fiction филм. Не знам дали го имате гледано. Мислам дека тој е прв филм со такви правила. До душа там може би е слични правила како Back to the Future. Па спеката секој филм со патување на времето мора да се дефинира по кои правила ќе игра. Да. Може јас да прашам едно малку поинакво прашање? Слободно. Ме интересираше, вие што се занимавате со неопштествени науки. Сметате ли дека научната фантастика имала влијание врз изборот на вашата професија? Ме интересира, нели, предпоставувам дека сите работите некаква научна работа, според она што ми го кажа Петар Поповски за дружбава.
ме интересира оние моменти кога нешто работите, не знам, комплицирана математика или работите долго време во лабораторија или каде и да било. И во кои моменти си викате, ова навистина ми личи, како што Маријан Преска кажа, ова е научна фантастика. И ме интересираше дали во вашата работа да работите, сте помислиле некогаш, ова е стварно нешто како научна фантастика, или ова што го правам, ова што го истражувам во моментов, наликува на научна фантастика, или баш ова што сега сакаме да го работиме, истражуваме, или проектов за кој што аплицираме за пари, може би наликува на научна фантастика. Прашањето би било како научната фантастика се отсликува во вашата работа и како вашата работа се отсликува во научна фантастика? Јас ќе почнам, па се надевам некој ќе се надоврзе. Значи, прво... Само да ви кажам, јас имам дете дома, што не оди во школа и така што заради тоа се вознемирувањата. Слободно, нема проблем, навикнати сме на ова. Мислам, вака функционираме веќе година дена, така што... Значи, вака, прво, за мене научната фантастика е дефинитивно причината заради која се избрав кариерата. Значи, точно знам која научна фантастика, Контакт, Карл Саган, која што ја читав на распуст летен меѓу 4-та година и факултет и решив дека ќе студирам физика. И ми требаше некои 2 години за да се убедам дека уствари не би требало да студирам физика, треба да бидам електроинженер. И најдов некоја златна средина во тоа што во моментов се водам како медицински физичар, medical physicist, работам со магнетна резонанса. Сега, со магнетна резонанса, мислам, тоа е толку плодно поле за шпекулација научна-фантастична, затоа што нон-стоп гледаме магнетна резонанса во филмови, во книги. Јас дури си имам и колекција од научна фантастика со магнетна резонанса. И некако луѓето си има така некои идеи што можеме ние да правиме со тоа. За жал, мојот одговор е секогаш да, тоа може би за некои 30-40 години, во моментов не. Меѓутоа, целата идеја на читање мисли, читање соништа, обидување да се погоди на кој објект мислиш, е нешто што постои како зародиш во полето и имам, значи, многу убави клипчиња, ќе ви пратам посебно од една група во Беркли, која што ви покажува одредени филмови и потоа се обидува да го реконструира филмот само според вашата мозочна активност. Значи, не знаат што гледате, ама се обидуваат да погодат што гледате и стварно е многу кул. Сега, дали тоа може да се користи како лај детектор? Не во 2020, сигурно. Меѓутоа, има тука една научно-фантастична компонента која што е фасцинантна. Да можеме да го прочитаме мозокот без, друг вид на комуникација. Така што, тоа е мојата физичарска, научно-фантастична нишка што сум ја задржал. И тука веднаш имаш второ ниво на иновација, како да се произведе технологија за читинг на овие технологии што зборуваш. Да, така. Ајде веднаш да ви покажам од Black Mirror еден од тие што ги чувам као со магнетна резонанса слики. Еве ја, сезона 3, Hated in the Nation. Ова е сезоната со овие бубачките, со пчелите. И еве ја тука снимката. И гледаме како пробива низ мозокот дронот пуштен. Значи, ова е прилично добра илустрација на магнетна резонанса. Инаку, не знам дали Ивица знае, Дилан Дог често користи магнетна резонанса. Да. И баш некоја последна сезона, во некој од поновите епизоди има човек што влегува се тетоважи во скенер за магнетна резонанса и се распаѓа целиот, и во тетоважата има метал. Да. Дали си ја видел таа епизода, ама имам вакви еден куп. Инаку последните неколку години мислам дека Дилан Дог на секој 7-8 епизоди умира поеднаш и мора некаде у болница да заврши кај да. Добро, тоа е Барбато е крива, она го малтретира цело време. Кул, друг некој да одговори на прашањето на Ана. Маријан, поздрави, инаку, фала ти што дојде. Јас би одговорил само кратко. Јас студирам електротехника и студирав електротехника, електроенергетика. Може да познаете по кого, позади мене на сликата. Значи, бев фасциниран кога бев таму негден 79-та година и кога ги гледа филмовите од Никола Тесла и на татко ми му кажав тога, што ја гледаше
финале Холандија и Аргентина. Холандија изгуби 3-1 нели во Аргентина нормално. А јас гледав Никола Тесла и му реков јас викам че студирам електротехника и ќе живеам во Холандија. И ето тоа е тоа. Слушаме повеќе. Останете со здравје и морам да одам, зградата ќе затвори, нели, на факултет сум. Ајде, поздрав до сите, се најубаво. Чао, чао. Па, јас кога растев, кога бев мал, имаше списање и сега се уште постои од Белград издадено Политикин забавник, имаше раскази, значи во секој издание имаше еден мал краток расказ, онака скроз кратки беа расказите на 2 страни. И тоа имаше големо влијание во мене. Ја така фактички почнав и да учам да читам, значи така да тоа е тоа. Да, добар избор. Добар избор имаше во Политикин забавник, да. Помнам. Дали Живковиќ беше уредникот, не се сеќавам, а можно. Кога сме кај југословенска научна фантастика, очигледно било тоа многу популарно. Јас имам еден CD од времето, сега ми е ставено на компјутер. И тоа се од серијал, сега не можам да ми текне, меѓутоа Од Поларис? Од Поларис, така. И тоа е изморедна колекција на научна фантастика и многу од тие кратки приказни што се во Поларис колекцијата се наоѓа во Политикин забавник. Така што изморедно е стварно. Така што тоа е легендарно CD од средина на 90-те и така тоа беа некои први такви излети во дигитално издаваштво. И може да се најде комплет Поларис CD-то онлайн секако. Многу лесно. Така можам јас да ви го споделам, значи еве ми го тука ми е на еве го Поларис. И дури овие ги имам читано на BlackBerry телефонче. Така што стварно се изворедни и многу се убаво едитирани. Значи баш обичен HTML, еве ги тука. И има и антологија, значи антологија на раскази и сите се книги многу фино поделени во чаптери, уживање да се чита. Стиле. Тоа се има читано во Norton Editor, во DOS. Ноки, таму некаде околу средна школа. Да. Значи тоа е таа Polaris. Да, прво имаше издание комплетно во текст формат и потоа беше во HTML префрлено, така што да. Така. Тоа е тоа. Други одговори на прашањето на Ана, стварно ме интересира колку ви влијаело. Па можам ја да одговорам. Со тоа што јас не завршив во наука, бев голем љубител на научна фантастика, меѓутоа секојаш професионално така нозете ми беа на земја, да кажеме. Во Македонија имаше некои излети, меѓутоа вака на долги стази ми беа нозете на земја, така што не продолжив според некои идеи такви. Можеби некои од работите на кои што имам работено имаат корени, може да се продолкуваат како научна фантастика, меѓутоа тоа се се мали инкременти кон некоја си идеална состојба. Така што еве сега да разговарам нели за видеочат и така натаму, тоа е се научна фантастика. Пред 30 години, да кажеме. Така што има доста примери, се зависи колку подробно сакаме нели да навлеземе во дефиницијата. Баш ден размислував за средова. Практично се ова што го правиме деновиве или последниве година две, не само со технологија, тука и со социјални збеднувања и кризи по светот, практично сме тотално сайберпанк, онака по дефиниција што е 80-ти години за сайберпанк, таму сме. Не знам дали ги гледате сликите, фотографиите од протестите во Хонг Конг. Што се таму се случуваше? Мислам, со сите тие позадини со неонски светла и така натака комбинација, луѓето дека се снимаат себе дали со мобилни телефони или со камери на чело, Cyberpunk. Cool. Ај некој да препорача Cyberpunk книги, препоставувам, или филмови, може и филмови. Не сме го чепнале жанрот. Ај прво објасните што е жанрот. Ивица? Blade Runner и Neuromancer и се што варира околу нив, тоа е жанрот мање више. Да, значи Гибсон па натака. Значи, да.
што било од Гибсон, од Neuromancer навака, постои нешто и вакво. Значи, Нил Стивенсон, Snow Crash. Друго нешто, Cyberpunk. Не знам колку му објасни тоа на Кирил, пошто ако не знае кој е Гибсон. Значи, се што е поврзано со некои компјутерски, хакерски теми. Значи, ете, многу општо, сега гарантивица едино ме псујат, ама така некако би го. Повеќе би кажал дека е некој софистициран боди хорор, повеќе не е само екраните, туку повеќе интеграција практично помеѓу организмот или што не дефинира нас како луѓе и технологијата. Од аспект на естетика, апсолутно алфа и омега е Blade Runner. Мислам, тоа е. Си да пробуваат тоа да го имитират и Вилијам Гибсон пред да издаде Neuromancer, се плашал дека ќе го нападнат дека чист плагијат на Blade Runner, меѓу другото. И мислам дека 2 пати или 3 пати ја препишувал книгата за да не го обвинат за тоа. Ама тоа е во принцип. А инаку Нил Стивенсон е некој втор бран и Snow Crash е извонредна и лесна за читање, значи стварно Snow Crash се чита во еден ден. Кога ќе прочитате таа, ќе стигнете до Криптономикон и тука ќе се запрашате што му се случило на Нил Стивенсон. Книгата е феноменална, ама феноменална на некој Годел Ешербах начин. Значи, толку комплексни теми, кои што тераат од, не знам, детски фетиши до филипински јазици, што ти ја знам. Меѓутоа, Стивенсон е стварно брилијантен, ако можеш да го издржиш. Само што почнав да ја читам, иначе. Криптономикон? Да. Ето од ретките книги што ги имам во печатена копија, оти не можам електронски, значи едноставно тешко е. Чекај да видам дали сум на мјут. Не сум на мјут, добро. Оваа книга ја имам во Cyberpunk. Cool. Ready Player One. Спилберг е многу добар, а книгата не сум ја гледал. Не сум ја читал. Да. Ја читав заради тоа што сватив дека инженери што се занимаваат со augmented reality, ова им е the must read. И затоа решив јас да ја читам. После The Snow Crash, морам да признам. Това ми е као продолжение. Спилберг направи екранизација и значи книгата не ја знам, али филмот на Спилберг е стварно совршен, мислам многу забавен. Да, и книгата е многу убава. И знам тука неколку компании што работат со виртуелна реалност во Данска. Ова им е обавезно читање за вработените. И ако се појавиш на интервју без да имаш читано книгата, не е добар знак. Едноставно. Ама да, во смисла на тој Cyberpunk сап. Имам едно прашање за Ивица, ако може. Да. Значи, многу ми е чудно зашто во македонската книжевност нема научна фантастика. Зборувам не за стрипови, за графички новели, туку за романи, поезија, не знам, можда е научна фантастична. Јас колку што знам, научна фантастика ние немаме. Дали сум управо или не? Па си во право, јас колку што следам генерално жанровска литература е слаба кај нас. Значи, или дали баш литературно милие што е околу или не знам, може би другите книжари, другите издавачи, и тоа жанровска генерално нема. Но што е проблемот, затоа што луѓето кај нас мислам дека има љубители на научна фантастика и помеѓу самите писатели верувам дека има луѓе што се растени со тоа. Што е проблемот? Па вајда не е табу тема научна фантастика ако живееш во Македонија. Илина, ова беше прашањето што јас имам завршено пред да заменам од Македонија, јас завршив компаративна книжевност. И ова беше прашањето што јас секој пат си го поставував. Зошто во македонска литература немаме научна фантастика? Никогаш не открив. Меѓутоа, секогаш ми беше силна предрасудата, да кажам, на preconceived notion дека реалноста секогаш била толку многу испревртена, луѓето морале да се справуваат од многу нешта политички и економски толку турбулентни,
што научната фантастика не била, да речем, некој природна алатка за да се раскажат приказните кои што ги мачеле нашите луѓе во тој дел на светот. Јас имам една малце порадикална теорија која што може ќе звучи лошо, ама има врска со начини на концептуализирање на иднина. Значи, за да зборуваш ти во клуч на научна фантастика, треба да имаш когнитивни алатки на располагање, за да можеш да се проектираш и себе си и целото општество или она за што зборуваш во блиска или далечна иднина. Мислам дека тука е проблемот и не сакам да одам подетално во анализа, затоа што може да испадне многу лошо, но мислам дека има врска и образованието. Например, еве син ми, освен Жил Верн, ако го сметаме као научна фантастика, нема ниту една друга, е 9 оделение, значи при крај на основно, во цело основно они немаа научна фантастична книга. Како обврзна зборува. Time Machine не беше исто лектира? Кој? Велс, да. Таа е другата. Беше сигурно дали во основно или мислам дека во основно. Беше во основно, да. Барем наша генерација. Кај син ми не беше, можда е некоја, зашто има обврзни лектири, има и по препорака на професорите. Сега, Илина, да? Има и друг момент. Значи, штета што не е Крапверк тука. Значи, сакав и него да го викнам, затоа што многу повеќе ја знае таа science fiction субкултура кај нас. Мислам дека има неколку блогери кои што пишуваат научна фантастика. Не знам, Ивица, дали може да се сети на некој. Да, не, блогер, мислам, разбирам, знам на што мислиш, обично тие не издаваат. Тоа е ситуацијата. Така што може да и до издавачите, знаеш дека нема интерес за такво нешто, а има луѓе кои што се занимаваат, мислам, пишуваат. Вака, работеве тоа што ја не сум сигурен сега навистина, не сакам да преедуцирам, би било можеби комплетно неточно, не сум сигурен до кој степен жанровска литература, тука зборам и научна фантастика и да кажеме хорор или што те знам, се обработува на пример на компаративна книжевност, не знам колку и како. Во однос на тоа што каже Илина за конципирање на долгорочни стази, значи да збориме за 50 години така натака, тоа може би до некаде игра улога тука. Меѓутоа научна фантастика како таква не мора да биде врзана за технологија, дури не мора да биде толку врзана за проекција во иднината, со оглед на тоа дека често се зборува за актуелни проблеми. Да кажем во 2010 или 2012 или кога и да не е битно, ако зборуваме за некакви лоши услови во моментот и да сакаме директно да зборуваме за тоа, најлесен начин да зборуваме за тоа е да збориме за некоја фиктивна иднина за 30-40 години, во кој што немам премногу да влегуваме во детали што е технологијата, што зашто како, ама индиректно ќе зборуваме за сегашноста. Така и цела советска научна фантастика, нели? Така, да, баш така, тоа се да кажам, да. Па не ни текнало изглед. Јас само да спомнам, сега си размислувам дали во српската литература има научна фантастика и ми текна две книги од Борислав Пекич. Значи едната беше Харзарски речник, меѓутоа тоа не е научна фантастика, тоа е фантастика, меѓутоа пак како што рече Илина е сместена во некој среден век. А друга книга е Беснило, уствари, он има книга за пандемија. Така да, и тоа е, не ми текнува нешто друго во Србија. Значи, најнаучно фантастичната книга на Пекич е 1999, што е омаж на 1984 и е изваредна. Во основа е го опфаќа целата човечка историја. Значи, истата тема ја обработува во 3 различни временски термини. И стварно е одлична книга. Ја имам дома баш како хардковер, не знам дали се уште се наоѓа, али дефинитивно Пекич е писателот, нели? Он е тој кој што секогаш успевал да најде така шпекулативна фикција што зборува за горечки проблеми. 1999 е изморедна, ја препорачувам. И еден филм сега ми текна, значи кој се случува научна фантастика, меѓутоа се случува во минатото. Значи тоа е некаква иднина која изгледа како минато, е филмот Бразил на Тери Гилиам, да. И мислам тоа мене ми беше многу фасцинантна онака нешто што се како да кажам ретроспекција некаква на некоја иднина која оди назад.
И интересно, мислам, Илина, не знам, имаш ти спомнато негде, не знам кај што прочитал, каде сум прочитал, ама ти имаш некаде спомнато дека во нашиот јазик, во македонскиот јазик, напред се користи за... Напред беше подобро. Напред беше поарно, да, тоа е од TEDx говорот. Да. И тука ми се некакви асоциации за таа некаква научна фантастика која оди наназад. Малку поблиску до дома. Сакам Ивица да го чепнам за стриповите што ги пишува. Затоа што тој пишува нешто што е баш локал научна фантастика. Конкретно Црната Аурора ќе те прашам, мислам, дали ја доживуваш како такво нешто? Па има тука, на Црната Аурора повеќе ја пишува како хорор, има тука елементи на научна фантастика. Повеќе би кажал дека Неонски ноќи Неонски ноќи е повеќе како вежба за, значи брза работа на Cyberpunk стрип. А сега во моментот го работиме Holy Hunters, кој што е повеќе во насока на Starship Troopers, нешто такво нешто би било, да кажеме. Значи така како space opera. Сите соработки со Владимир Благоевиќ до сега не биле главно баш жанровски. Значи дали е Лом, например, повеќе во фантази жанрот, Swords and Sorcery, така да како Конан. Сам некако природно доаѓа, особено во доменот на современиот стрип, практично не можеш да мрднеш многу далеко без да налетеш на научна фантастика. Сите овие филмови и стрипови што се со суперхерои се барем со една нога се во научна фантастика. На крајешто. Сега Wonder Vision нели затвори пред нека недела, научна фантастика. На крајешто е така кажеш. Дино го начна Инкал со две клучни фигури посебно во стриповската научна фантастика. Може малку да ни кажеш зошто ти е драг? Јас сакам да го чепнам Ивица за тоа, заради тоа што тоа се баш Ходоровски и Мебиус и таа соработка почнувајќи од Инкал и од Метабарони, тоа е така. Посебно како фигура Ходоровски која што е вклучена прво во тој проект, па понатаму во една верзија на Дина, која што никогаш не догледа светлина. Документарецот го гледаше? Да, секако. Инкал се роди од соработката првична за Дина, така? Од прилика така. Измешани се мал се работите, ама нели финалниот продукт е Инкал и сметам дека веројатно ти повеќе и подобро знаеш да кажеш за тие две колекции. Па вака, ако зборуваме значи за Инкал, треба да се зборува за heavy metal списанието или метал во Франција генерално. Таа генерација која што потекнува со Мебиус, сега десетте сите автори, меѓутоа што од рани 70-ти има традиција на научно-фантастичен стрип во Франција, до кој што Жодоровски налетува, тој е дојденец. И како за него, Жодоровски не е заинтересиран за научна фантастика само по себе. Тој мислам дека генерално повеќе заинтересиран за спиритуалниот домен. Се што има работено во филм е стриктно спиритуално. Дури неговата варијанта на Дина требало да биде баш внатре, не надвор. Мислам дека воопшто не могло да биде тоа Дина романот на Херберт, ако излегол како филм. Така што Инкал е потосно со Метабарони, сето тоа е само SF филозофија. Мешано можеби со SF опера, да кажеме, така на така. Тоа што сакав нешто, сакав да се добро за во традицијата на SF, научна фантастика практично е како две струени има што се развиваат што е раниот 20 век, или space опера од една страна, Флаш Гордон, Бак Роджерс, да кажем, од тој период, и од друга страна оно што било повеќе како hard sci-fi, што повеќе да кажем по традиција на H.G. Wells, така? И оно што го работи Жодоровски некаде да кажем измеѓу. Од една страна е space опера, комплетно, значи само авантура, од друга страна влага со филозофија работи цело време. Има две теми што уште би сакал да ги начнам. Едната е hard science fiction, значи нели таа гранка од научна фантастика која што е навистина заснована на тешки теоретски принципи,
А втората е детска научна фантастика. И тука имам дупки и ми требаат препораки. Ај ќе почнам со детскава прво, само што завршивме една извонредна детска ТВ серија. Не знам дали сте слушнале, се вика Steven Universe. Steven Universe е на Cartoon Network, многу мейнстрим. Првата, да, сакаш Софи да дојдеш да кажеш за Steven Universe. Требаше, не ми текна. Во секој случај, брилијантно е, затоа што има многу Урсула Ле Гвинест пристап. И многу од тоа е поврзано со джендер. И колку што овие волк времења не даваат некоја многу квалитетна уметност во моментов, Steven Universe е волк серија која што е извонредна. Затоа што се справува со теми за джендер, се справува со концепт за тоа како е да се соочиш со нешто што е сосема страно и сосема различно од тебе, и згора на се е мюзикал. Така што јас сум целава оваа година обседнат со Steven Universe, децата не може да престанат песните да ги пеат. Анимацијата е storyboard, значи стварно така, old fashioned, меѓутоа многу убава. И некои епизоди се стварно совршена научна фантастика, вклучувајќи time travel, вклучувајќи паралелни универзуми, значи многу интересни концепти. Прво, не знам дали некој ја гледал, ако не, ви препорачувам, посебно ако имате деца. Второ, дали можете да ми најдете нешто слично, оти ја завршивме. Само за сличност, син ми обожаваше, сега веќе прерасна, мислам, син ми обожаваше да гледа Рик енд Морти, тоа е цртана серија, не е баш вака, ама доста е популарна, барем тука во Америка, чисто. Ама мислам дека треба по-возрастна публика за Рик енд Морти. Да, малце по-возрастна, да. Да. Steven Universe е исто цртан. Значи цртане, ќерка ми има 7 години, син ми има 10. Воодушевени се. А и јас, значи стварно е одлична. Рик енд Морти исто, да, темите се супер, анимацијата ми е така малце, што знам. Ама приказните се одлични. Има инаку еден стрип кој што мислам дека може да се поклопи со тоа, од Крейг Томсон. Мислам дека се каша Space Dumplings, само да го најдам, да, Space Dumplings. Така што мислам дека тоа ќе многу добро. Супер, фала. Ни фали нешто така. Ако нема препораки за детска, слободно пишете, многу би сакал, значи да најдам други работи. Оти гледам дека ги влече, ама тешко е да се најде добра детска научна фантастика. Што мислите за hard science fiction? Значи, тука за мене две главни фигури се Питер Вотс, Blindside е веројатно најпознатата книга што има напишано, и Грег Иган, Permutation City. Не знам дали било кој од овие две ви се познати, ако не, може би имате некои други препораки. Мислам дека hard science fiction е многу повеќе ниш. Значи треба ептен да се има некое познавање од наука за да може да се цени, така што не знам колку е популарна. Јас имам една препорака за не знам дали се важи као hard science fiction, ама дали има некој што слушал за Three Body Problem? Да, ја зборувавме предходно, ама слободно кажи ми, да. Океј, добро, тоа ништо. Дека стигнав, изгледа баш у првите 10 минути пропушти. Не, тука на овој состанок не, него ја зборувавме на времето кога Анастас Мангелини беше гостин, затоа што зборуваше за Кина. Ама не сме ја разглабале, не сме ја разговарале, ова е супер момент да ја спомнеме, баш од тие кинеска научна фантастика. Да, јас ја прочитав пред скоро време, има 3 дела, јас само првиот се уште го прочитав. Според мене доста hard science fiction, мислам се води според законите на физиката, се гледа дека авторот има неверојатно познавање, што малце ме зачудува за некој што не се занимава со наука, и мислам дека тоа прави одлична книгата. Се гледа дека знае многу за физика и дури за инженеринг и за различни полиња. И дефинитивно ја препорачувам. И не искам да дам некакви спойлери, али в принцип голем дел од почетокот на книгата се работи за тоа што некои законите на физиката не штимаат и како сега прекинаа да работат некои закони на физиката. Ама се разбира за тоа да биде интересно, треба и авторот и читателот да знае донекаде физика, за да свати зашто е интересно. Например, дали може космичката бекграунд радиација да трепери, да речем, нешто што сигурно знаеме дека тоа е нешто што е константно, не мрда, мислам, тоа е пред милиарди години, но некој му вика ќе направам да трепери и одеднаш го покажува телескопот натака и затреперува и нормално се бара објаснение и така.
Многу интересна книга, многу ја препорачувам. Да, значи со кинескава научна фантастика мислам дека тоа е најинтересниот нов жанр, некако ние одеднаш откриваме еден друг свет за кој што многу малку знаеме и гледаме дека имаат извонредни научно-фантастични писатели. Овде има профил во New Yorker за авторот на Three Body Trilogy. А тоа што мене ме фасцинира, иако само него сум го читал, значи не знам за други кинески научно-фантастични писатели, меѓутоа таа разлика нашата, западната нашата научна фантастика е многу повеќе за индивидуалецот против системот. Додека кинеската научна фантастика е за тоа човештвото, а индивидуалецот ќе го жртвува. И мислам дека тука се отсликуваат некои идеолошки разлики за кои што ние некако, што знам, не сме свесни или ги игнорираме или можеби мислиме дека се погрешни. И овој напис во New Yorker е фасцинантен затоа што се обидуваат да објаснат колку е овој човек вонземјанин. Како кинески писател на научна фантастика. И како нели концептот на вонземјанин уствари има многу политички конотации. Знаете вие, кога сме веќе кај кинеската научна фантастика, тој жанр во Кина не постоел до само 20 на 30 години, ни толку, мислам некаде 20 на години пред 2 декади, кога комунистичката партија испратила истражувачи во Калифорнија да види зошто таму се собираат најпаметните технички мозоци и они сватиле, правиле интервјуа и сватиле дека најголем дел од тие прекрасни, прогресивни технолошки иновации се базирани врз научна фантастика, затоа што голем дел од инженерите почнале да им кажуваат колку биле фасцинирани со тој жанр и така на комунистичката партија во Кина го зела овој жанр под свое крило имено и почнала на многу стратешки начин и на многу систематски начин да го произведува овој жанр со една малку поинаква идеја, со идеја за прогрес, за технолошка доминација и излегување од да речеме таа подчинета улога дека во Кина нема оригинален дизајн на производи, туку само има аутсорсинг. И мене ме фасцинира ова. Тоа се некои социолошки факти кои што јас ги знам заради моето истражување за научната фантастика. Значи еден жанр кој што е диктиран од згора со многу јасна социолошка цел да поттикне интерес кај младите луѓе за студирање на, речеме, STEM науки. И предпоставувам дека има многу интересни автори, меѓутоа тоа би било некоја поголема позадина. Барем за оние кои што им се по-мејнстрим и по-популарни, да речеме. Сигурно не имаат и некои контраструи, меѓутоа веројатно тие остануваат по-мали. Тоа ме фасцинираше. Анастас Вангели е баш запознаен затоа што долго време живеел и истражува за Кина, а знам дека чита научна фантастика кинеска и било каква научна фантастика. Така што би можел и тој да каже повеќе доколку би сакала да контактираш или можда ќе имаме втор дел од дискусијава со Анастас. Да, јас мислам дека со Анастас разменив пред неколку години неколку имејли само. И добро што ми кажа. Ете, да. Мислам, значи, ни доаѓа тој од време на време гостува, така што имаме начин да го привлечеме. И Дино, кажи. Последно нешто. Последна препорака за лесно четиво. За луѓе кои што не мора да се заинтересирани за научна фантастика, меѓутоа е така лектира од исто така од средношколски години па навака, радо ја препрочитувам. Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Така се едноставно кога не ви оди денот сега да се расположите, тако брилјантен британски хумор со игри на зборови, со шеги, со многу работи, се тоа запакувано во некоја sci-fi обланда. И посебно поврзано со тоа, таа серија најпрвен беше радиосеријал на BBC. Ако може да ги најдете оригинал, ги има по нет епизодите и да ги слушате као подкаст, се фантастични. И тоа зборувам за епизодите кои што имаат voice acting. Значи не е се само читање на книгата, туку се креирани како
епизоди за радио. И така, мислам, тоа беше врв на така, на комедија преку научна фантастика. Кул. Не знаев за радио епизодите, многу би сакал да ги слушнам. А инаку серијалот е... На времето ги даваа на 103. Ги даваа на 103 после полноќ. Там исто така средина на 90 и така натаму. Мислам дека се направени некаде во крај на 70-ти. Можно да грешам, меѓутоа да. Тоа е историјата. Да. Супер. Фала ви многу, стварно уживав, уште повеќе во вас во сонцето, така што поздрав и имаме идеи за нови лежерни сиести, што е супер. Поздрав до сите, се гледаме наредната среда. Чао, чао. Поздрав.